Студентите во домот Никола Карев во Охрид ја поминале ноќта без струја и без грејење, па морале да се движат со свеќе низ ходниците. Стравуваат да зборуваат јавно и да дадат изјава за медиумите, бидејќи им е страв да не го загубат сместувањето. Сликите и видеата кои ги споделија до профилот на Студентарија го потврдуваат нивниот проблем, за сите граѓани да можат да видат со што се соочуваат дел од студентите широм земјата. Во дописот до Телма тие раскажаа дека е многу тешко во сред зима да останеш без грејење, па макар и на еден ден. Вчера во студентскиот дом Никола Карев во Охрид во 10 часот снема струја и ние студентите не бевме известени од никој, ни од директорот, ни од вработените во студентскиот. Немаме грејење, немаме топла вода, не можеме да седиме, премногу е ладно. Исто така и храната што ни ја дадоа е ужасна. Од студентскиот дом преку Facebook објава, вчера им се извиниле на студентите и пишале дека проблемот со електричната енергија ќе биде решен во текот на денот. Министерката за образование Јаневска потврди дека ќе го решат проблемот. Посочи дека директорите на домовите треба подобро да менаџираат со парите. Даде и конкретен предлог како домот би можел да обезбеди дополнителен буџет. Луѓето кои се нафаќаат да раководат со студентските домови, што е сериозна и тешка работа, треба да се свесни дека таа работа треба да се врши одговорно и посветено. Можете ли да замислите дом во Охрид, на брегот на езерото, да биде во загуба? Тоа не е некако логично. Во летниот период домовите немаат студенти или имаат исклучително намален број на студенти, но добриот менаџер може да ги издава со едноставен јазик кажано собите на млади туристи кои доаѓаат во Македонија. Телма и претходно ги објавуваше студентските проблеми, кога глупци шетаат низ Пелагонија, а лифтовите во Гоце Делчев често се расипуваа. Сите овие технички аномалии го отежнуваат студентскиот живот, додека пак за сместување во домовите се чека одлука и со месеци, а местата се ограничени.